Освен председателски, ќе има и парламентарни избори. Што тоа всушност ќе промени? Не би смениле ништо. Клучна рака за 91 социјално семејство во Штип. Сега тука ќе може да ми дојдат другарчињата на гости. За ризиците по живот мислат само 2% од граѓаните. Утре е прочка, во Свети Николе денес се одбележуваше по-руски. Цела недела се јадат масни јадења. 35 годишна жена пронајдена мртва во Кочанска река. Осем председателските во април ќе има и парламентарни избори, побара ДУИ, а поддржа ВМРО ДПМНЕ. Оваа одлука не е изненадување, но прашањето е дали нови избори требаат и што тие би промениле. Одлуката е донесена врз основа на проценките на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски и лидерот на ДУИ Али Ахмети, кои што проценија дека потребно е повторно да го обноват својот мандат помеѓу бирачите. Во моментов, според тоа што го гледаме на испитувањата и навното мислење, неизвестна е само разликата измеѓу ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, односно анкетите ни покажуваат дека не треба да очекуваме изненадување во однос на тоа која политичка партија ќе победи на изборите. Не би смениле ништо. Само со тоа трошкове и ништо друго. Нема конкретно нема ништо да се смени, нели? Сепак клучот на одлуката е во рацете на граѓаните. Дали се или не се задоволни од сегашната владеачка гарнитура, одлучуваат тие. Нова можност на избори им се нуди веќе во април. Овие избори би биле втори предвремени парламентарни за последните 8 години. На последните резултатите беа следните. ВМРО ДПМНЕ победи и освои 56 пратенички мандати, СДСМ 42, ДУИ 15, ДПА 8 и НДП 2. Клучна рака за 91 социјално семејство во Штип. По 2 години неизвестност, ти денес прв пат влегува во своите станови, полни со емоции, но и планови. Замислувам си го, таму ќе си ставаше кауч, таму ќе си ставаше витринка. Замислувам го и така ќе го направам. Кипа они да се среде, да се весело се. Много сме срекни, во значи нов дом за нас. И за мен и за моите деца. Тука ќе учиме, ќе имаме нови другари. Сега тука ќе може да ни дојдат другарчињата на гости и ќе имаме наш дом. Најголем дел од овие семејства претходно живееа во ступ стандардни услови со скапи кирии. Сме со намера да си живееме стрекно. Многу сме стрекни сега што сме добиле поклон од државата и знаеме дека се грижи државата за нас. Не е забравила државата како социјални случаеви. Клучевите од нивните станови на нив денес лично им ги врачи министерот Јанакиевски. Се надевам дека овде ќе има джагор, ќе има многу деца, бидејќи дел од вас не може да има деца, бидејќи нема обезбедено домовина. Уште нешто ќе се стреки. Порака до станарите имаше и градоначалникот Захариев. Имате оврска да ја чувате како да биде нешто свето за вас. Немој да имате извалкани влезови, неуреден двор. Ќе ве контролирам и јас лично, заедно со моите службеници. Тоа е од мене барањето, верувам дека тоа ќе го исполните, тоа е минимум вие што треба да го дадете. Инаку од Министерството најавија изградба на нови социјални станови во повеќе општини во државата, меѓу кои Пехчево, Пробиштип, Кочани, Виница и Свети Николе. Само 2% од граѓаните животно се осигуруваат, што значи за нив поважно е да ги осигураат имотите отколку животите. Според последните податоци, минатата година во државата имало околу 476.000 осигурителни договори. Од нив 225 се за осигурување од незгода, 36.000 осигурување на имот, 34.300 каско за моторни возила и само 5.192 за животно осигурување. Вака малиот број претежно е резултат на неинформираноста. Дали парите за осигурување за вас инвестиција? Или не пари? Не. Тоа джај пари, даши своите пари да ги чуват, после и враќат назад. И така, зависи. Но осигурувањето живот пред се е штедење со осигурување, но истовремено може да се поистовети и со инвестиција за стари години. Осигурување живот е штедење и вложување за иднината, а во случај на смрт на осигуреникот тоа е материјално обезбедување за членовите на неговото семејство.
Кој е интересот на граѓаните за да штедат на овој начин? Доколку се вложува по 1000 евра годишно за временски период од 25 години е солидна основа за сигурност во годините кога луѓето повеќе не се продуктивни. Овој начин на штедење во светот е се поприсутен и во некои земји тој достигнува и до 50% и е во постојан пораст. Поготово откако пензиските фондови во многу земји доживуваат колапс. Утре е прочка, но денес во Свети Николе таа се одбележуваше по-руски, односно се направи обичајот масленица. В России масленица во принцип во Русија се слави една недела пред големиот пост. И цела недела практично се јадат така наречени масни јадења. Она што руската прочка ја разликува од нашата е палењето на сламените кукли. Ну это символизирует сламените кукли просто повторно го символизираат заминувањето на зимата, бидејќи тие се горат и со тоа заминува зимата. За сите останати прочка е утре, ден кога се простуваат не само луѓето, туку и небото и земјата. Најважно е да се направи првиот чекор и да добиеме опростување взаемно и така очистени, чисти да го започнеме великденскиот пост. Кај нас празнувањето на прочка го одбележуваат 3 работи: портокалот, рибата и баклавата. Баклавата е на први место, ставиме да се пече, тоа е традиција штипска. Секоја куќа мислам дека баклава прави. Јас си правам за мене, деца ми доваѓат на прочка, знаи и синове, внуци. И јас сега тоа како традиција, мојата мајка што е правила, и јас си правам исто. И се во ова како вовет во најголемиот и најтежок пост во христијанството, великденскиот, период кога верниците од материјалното се свртуваат кон духовното. Кога зборуваме за пост, ние свештениците, и поголем дел од нашите верници, мислат на духовното, значи молитвата и врската на човекот со Бога. За да се дојде до таа димензија, потребен е и телесен пост, односно намалување на храната. Освен религиозно и духовно, постот има и големо здравствено значење. Постоењето може да биде корисно ако во тој период се ограничат калориите и се изрегулира телесната тежина кај нашите сограѓани, и се до тоа може да доведе до намалување на телесната тежина, што е корисно, од една страна, а и втора страна намалување на мастите во крв. Сепак за наместо здравје постот да не ни донесе проблеми, што и како ќе се јаде, треба да се внимава. Се внимава на равноверноста на оброците, повеќе оброци во текот денот, 4 до 5 помали оброци и употреба на растителни протеини кои ги има во качурките, гравот и други растенија, сојата и други слични растенија, кои можат секако да надоместат дел од протеините. Пред верниците се 40 денови на пост и молитва, време потребно за да се подготват духот и телото за најрадосната вест во христијанството, воскресението Христово. 35-годишната Николинче А од Кочани доцна синоќа е пронајдена мртва во водите на Кочанска река, 2,5 километри низводно од браната градче. Незините блиски изјавиле дека жената имала психички проблеми и од дома исчезнала пред 2 дена. Според медицински лица, од моментот на смртта на Николинче А до незиното пронајаѓање во водите во Кочанска река поминале не повеќе од 2 до 3 часа. Телото на жената ќе биде предадено на обдукција за да се утврдат причините поради кои настапила смртта, но првично траги на насилство не се откриени. Прашањето е сега дали смртта настапила како последица на несреќа или на намера и лична одлука. Странските инвеститори од Македонија лани префрлиле 43 милиони евра во странски банки. Од нив 38 милиони завршиле во Сент Винсент и Гренадини, кои се сметаат за даночен рај, и 2 милиони во соседна Србија. Дејноста која одлејала најмногу пари е рударството. Квотата од Светската трговска организација за увоз на пченица наместо 6 месеци како досега ќе трае цела година. Ова е едно од усвоените барања на мелничарите по работната средба во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 42 студенти постари од 45 години годинава се дел од образовната програма на Штипскиот универзитет. Конкретно во нашиот случај има 6 запишани студенти на електротехнички факултет, 2 на машински, 7 на технолошко-технички, 9 на информатика и 18 на факултет за природни и технички науки. Студираат како вонредни студенти за кои што важат истите критериуми како и за сите останати студенти.
Поради планирани прекини во дистрибутивниот систем на Евана, утре без струја во периодот од 7 до 7:30 ќе бидат карбинските села Крупиште и Јаргулица. По пченицата, оризот е втора по значење житна култура и со него се исхранува голем број од населението во светот. Во источниот регион, белиот ориз е намирница која многу често се користи во кујната на најразлични начини. Со клијаш правиме со пилешко, може со свинско, може со сеурич се прави. Манџички свашта може да направиш. Со копани може со манџичка, оризче, патлиџанче, манастирска манџиша викате, тоа подготвуваме. Пилав правиме и тоа. Освен што е вкусен, белиот ориз е исклучително хранлив. Во споредба со другите житарици, тој има најголема енергетска вредност. Имено, тој е богат со калиум, фосфор, магнезиум, калциум, манган, железо, сулфур, бакар и цинк. Од витамините, оризот најмногу ги содржи витамините Е и витамините од групата Б. Поради својот состав, оризот не е само храна, туку и лек. Оризот е одличен за нормализација на високиот крвен притисок, исто така помага против воспаление на дебелото црево и го зголемува излачувањето на урината. Меѓу другото, белиот ориз е одличен лек за киселина во желудникот. Најпознат ориз во регионот е кочанскиот. Тамошните земјоделци произведуваат повеќе сорти на ориз кои ги продаваат на пазарите во регионот. Ова ориз се вика Сан Андреа. Потеклото му од Италија, негде го користиме околу 20 години. Покажа се како многу добра сорта и према нашите услови одговара. Сега ќе има нова сорта, тоа се вика Балто, исто, а има друга сорта, Опале се вика. По што да познаеме квалитетен ориз? Квалитетот по ориз се познава по самото зрно ако нема у него крш. Инаку, оризот е по потекло од тропската Азија. Главни извозници на ориз се Тајланд, Виетнам и САД. Во Македонија, најголем оризопроизводен регион е Кочанскиот, каде под ориз се околу 4700 хектари. Пензиите многу малку, социјално многу малку дават. Што друго да кажам уште? Се сиромашти, колку сакаш има сиромашти, многу. Кој е без работа, тешко проживее. Малку повеќе може да се обрне внимание дом на култура, да се способи киното што беше порано, така да младите да имаат каде да се излегнат. Хигиената малку може уште повеќе да биде на ниво. Отприлика тоа би, иначе другото функционира добро. Аукцијска куќа во Лос Анџелес на аукција преку интернет за речиси $65,000 продаде ретки примероци книги на Адолф Хитлер со посвета наменета за Јозеф Бауер. На надавањето учествувале 11 лица, а почетната цена била $25,000. Идентитетот на купувачот се чува во тајност. Станува збор за 2 тома на Mein Kampf, напишани во 1930 година, во тоа време популарен, но редок подарок во Германија. На истата аукција за $10,068 биле продадени и мантилот на Алберт Шпер, главен архитект и министер во нацистичката влада. Во вториот ден од месец март, утре, православните христијани го одбележуваат светиот великомаченик Теодор Тирон, а припадниците на католичката вероисповед си споменуваат за Луције.